Најави за денешните настани. Петицијата на жителите на улицата Момчило Јордановски за зголемување на безбедноста на сообраќајот засега останува само на хартија. Образованието е клучот кој отвара нови врати кон неограничени авантури, а сите вие поседувате моќ да постигнете големи нешта, им посака градоначалникот Пецаков на учениците на првиот училишен ден. Македонскиот јазик е факт, тој е стожерот на нашата нација и држава. Запленети $15,000 на ќафасан при влез во државата. Сивата економија јаде 40% од парите кои влегуваат во државниот буџет од туризмот на годишно ниво. За најавените содржини ќе ве информираме во Дневникот, кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид свежо утро, а времето во текот на ден е сончево и топло со дневни температури во границите на повеќегодишниот интервал за овој период од годината, максималната 26. Во текот на ноќта кон сабота ведро и свежо. Утре над Пиринејскиот полуостров, локално над Алпите и на крајниот североисток и исток од Европа, умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици и локално засилен ветер. Во останатите делови од Европа, сончево со локална облачност. На Балканскиот полуостров во сабота претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури од 27 до 32 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота свежо утро, со утренски температури во интервал од 10 до 20 степени. Во текот на денот сончево и топло време со слаб североисточен северозападен ветер. Максималните дневни температури од 26 до 35. Во Охрид во сабота претежно сончево и топло време со слаб ветер. Минималната 14, дневната 27. Во недела свежо утро со температура од 15, а во текот на денот максимална температура од 28 степени. Во понеделник умерено облачно време и нестабилно со дожд, ветер и пад на температурите. Минималната 16, дневната само 20. Во вторник сончево со локална облачност. Утринската температура 14, дневната 23 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно моќни лепила. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Ова лето, загризете го најсладкото венчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките венчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со венчини и Тамаро, загризете го најсладкото венчини задоволство. Ова лето, венчини лето во Охрид.
Добар ден, почитувани гледачи. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Барањето на жителите од улицата Момчило Јордановски до надлежните за зголемување на безбедноста во сообраќајот за нивните деца и за нив и петицијата која ја потпиша засега ќе остане на хартија. Годинава нема пари во буџетот за програмите за сообраќај за поставување забавувачи на брзина на улицата Момчило Јордановски, кажа на последната седница на Советот Тони Ивановски, раководител на секторот за општи работи. Петицијата која ја потпишаа повеќе од 150 жители кои гравитираат на улицата Момчило Јордановски е доставена до општина Охрид и до секторот за внатрешни работи од Охрид, информираше Боран Михајловски, советник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во неја е наведено дека жителите бараат поставување забавувачи на брзина на движење, сверни огледала и отстранување на непрописно паркираните возила на улицата. Но истата, за жал, засега ќе остане само на хартија. За овој сообраќаен проблем стана збори на последната седница на Советот на општина Охрид. Бојан Михајловски, советникот од СДСМ, одговорницата, посочи дека во извештајот за сообраќајна сигнализација имало уште средства на располагање. Како што е наведено во петицијата, брзината на движење на возилата е преголема, безбедноста во сообраќајот тука, посебно за децата што живеат и гравитираат на тој предел е во опасност и исто како советник, избран од граѓаните нормално, сакам да го потенцирам тоа, бидејќи заприметив дека во извештајот за сообраќајна сигнализација има средства уште за располагање и би ве замолил како општинска администрација доколку може побрзо да се среди тој проблем за тие граѓани да му се излези во пресрет. Михајловски исто така го спомна проблемот со несоодветно паркираните возила на оваа улица и апелираше за итна реакција пред да се случи некој посериозен инцидент. Тони Ивановски, пак раководител на секторот за општи работи, со поинакво толкување на овој проблем, вели дека на оваа улица како сектор постапено е согласно сите технички напатствија од проектот и тој не се сложува дека брзината не е ограничена. Ивановски додава дека со самиот влез во Охрид се знае дека во градската средина дозволена брзина на управување со возило е 40 км на час. Општина Охрид нема практика, а ниту една општина во држава не гледам практика на секоја улица да постават дозволена брзина на движење. Се знае максимална дозволена движење по локални патишта во градски средини е 40, ако се работи за магистрален или регионален пат кој поминува низ градското подрачје, дозволена брзина е 50. Проектот не предвидуваше она што го барат граѓаните, меѓутоа морам да кажам дека граѓаните најповеќе си ги знаат потребите во местото кај што живеат. Во моментов не сме во можност, од тоа што кажав понапред, да обезбедиме забавувачи, односно препреки на движење, како што рековте, сфилни огледала. Меѓутоа очекувам дека со носење на новиот буџет и новата програма, дека таквите средства ќе ги обезбедиме и лицата ќе добијат она што го бараат граѓаните. Но и покрај добрата лекција која раководителот на секторот за општи работи ја кажа одговорницата во врска со обраќајните правила и прописи, брзините со кои несовесните возачи ги управуваат возилата токму на оваа улица, посебно во вечерните часови, е нешто сосема друго. Да се надеваме дека до донесувањето на новиот буџет нема да бидеме сведоци на некој посериозен инцидент како што во минатото се случил токму на оваа улица, токму поради неприлагодена брзина. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков на сите првооделенци им посака среќен почеток на образованието, а на сите ученици им упати честитки за новата учебна година со желби за многу училишни успеси. Секој училишен ден нека биде ваша нова можност за откривање на светот и запознавање со себе си. Образованието е клучот кој отвара нови врати кон неограничени авантури, а сите вие поседувате моќ да постигнете големи нешта. Им порача градоначалникот Пецаков на учениците на првиот училишен ден. Верувајте во своите способности и сигурен сум дека ќе ги остварите сите ваши цели. Читајте, пишувајте, истражувајте и растете, а се што ќе научите ќе ве направи посилни и подготвени за иднината. Чекорете смело и развивајте ги вашите таленти и вештини. Споделувајте знаење, поддржувајте се меѓусебно, сонувајте големи соништа и бидете инспирација за другите. Ви посакувам да уживате во секој момент на вашиот образовен пат, а ние секогаш ќе бидеме тука за да ве бодриме и да ве поддржуваме.
напиша градоначалникот Пецаков на Facebook. Пецаков додаде дека во текот на изминатиот период реализирале низа инвестиции во училиштата со цел подобрување на условите за настава и создавање можности за поголем напредок во учењето. И оваа година обезбедена е финансиска поддршка за секое прваче и стипендии за сите истакнати ученици, информира градоначалникот. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид на првиот уписен рок кој се одржа на 29, 30 и 31 август забележа рекорден број запишани студенти, информираат од универзитетот. Проректорката професор доктор Устијана Речковска-Шиковска истакнува дека одличниот упис е резултат на посветеноста и напорната работа на целиот тим на универзитетот, одржување континуитет во високите стандарди за настава и наука, богата меѓународна соработка, учество во проекти, квалитетна промоција во текот на целата година, како и отвореност за соработка со другите институции, како дома, така и низ светот. Вратите на универзитетот остануваат отворени. Вториот уписен рок на универзитетот ќе се одржи на 19 и 20 септември, а има и трет уписен рок кој што ќе се одржи на 29 септември, информираат од Свети Апостол Павле. Македонскиот јазик е факт. Тој е стожерот на нашата држава и нација. Ова беше истакнато на 50-тата меѓународна научна конференција за македонски јазик, литература и култура, што традиционално под покровителство на председателот на државата се одржува во Охрид и додека во земјава се намалува, во светот расте интересот за изучување на македонски јазик. Македонскиот јазик е факт и природна неминовност. Тој е стожерот на нашата нација и држава. Беше истакнато на јубилејната 50-та меѓународна научна конференција за македонски јазик, што традиционално се одржува во Охрид под покровителство на председателот на државата. Македонскиот јазик денес се зборува на сите континенти, а во светот расте интересот за негово изучување. Македонскиот јазик е факт. И дека ние на него гледаме како на природна неминовност, без романтичарски занеси и без националистички екзалтации, при што и на нашиот човек јазикот му служи како незаменливо средство во борбата за постигање на оние цели, што ќе го означат остварувањето на сите предпоставки за оформување на целосни, сестрано слободни и духовно развиени личности. Централните теми на конференцијата годинава се делата на великаните Крстен Мисирков и Ацо Шопов по повод значајните јубилеи 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи на Мисирков и 100 години од раѓањето на Шопов. Пред 50 години нејзините темели се поставени заради идејата дека само преку потикнување на научната дискусија меѓу странските и домашните македонисти, балканисти и слависти на современ план може да се очекува сестрана афирмација на македонистичките научни согледби. На меѓународната научна конференција во Охрид учествуваат македонисти, балканисти и слависти од 15 различни држави од сите страни на светот. На маргините на настанот председателот Стево Пендаровски се осврна на шансите Македонија да стане членка на Европската унија. За временската рамка кога тоа може да се случи и што е потребно македонскиот политички врв да направи во овој период. Макрон на почетокот на својот говор, специфично во тој дел, кога зборува за внатрешно преуредување на Европската унија, вели ова што ви го кажам сега, ви го кажав и пред 5 години. Тоа е неговата стара идеја за продлабочување пред проширување или продлабочување заедно со проширување пред 5 години. Во меѓувреме нема ниту една изјава на председателот Макрон во која вели дека Западниот Балкан, додека не го направиме ова прво, продлабочувањето не треба да влезе. Нема ни една изјава. Конечно знаете дека Франција беше спонзор на европската преговарачка рамка која ја усвоивме минатата година. Меѓутоа, ако вие барате овде ради домашни политички причини, изговор зашто не гласате за продолжување на патот на Македонија кон Европската унија и велите ние сме спремни да гласаме за Европа, само Макрон не сака, тоа е друго. Значи да бидеме прецизни, да бидеме реални, да бидеме фер према нашите европски пријатели. До овој момент ниту еден од европските официози не рекол дека Западниот Балкан нема да влезе, ниту една од 6 држави, додека ние внатрешно не се доуредиме. Видите, секој разумен човек ги знае аргументите за и аргументите против. Ова е толку јасна една дихотомија, една
сосема јасна дилема. Или си за Европа, или си против Европа. Имаме 7 народи и делови од народи во Уставот. Проблем ли е да ставиме уште 6 делови од народи во истиот тој Устав? Како тоа ќе ја загрози Македонија? Меѓутоа повторувам, ако имаш ти политички причини, чекајќи ги следните избори за да дојдеш на власт, па потоа да му ја мислиш за Европа и за 2/3 Устав, тоа е друга работа. Тоа не е стратешко размислување, тоа е партиско размислување, тесно партиско размислување, кое сигурно се судира со стратешките интереси на Македонија. Запленети се 15.050 австралиски долари, откако македонски државјанин навлез во државава на граничниот премин Кјафасын, кај царинските службеници пријавил само 2.000 долари, иако во себе носел поголема сума девизи. Поради сомневање царинските службеници пристапиле кон личен претрес, при што во рачната ташна му пронашле 10.000 евра и 15.050 австралиски долари. Согласно законот за девизно работење, на патникот му се вратени 10.000 евра, додека останатите се задржани и согласно регулативата ќе бидат предадени во Народна банка. Против лицето е поднесена пријава до надлежниот суд за девизен прекршок, информираат од Царинската управа на Македонија. Сивата економија јаде 40% од парите кои влегуваат во државниот буџет од туризмот на годишно ниво. Неопходно е воведување на туристичка инспекција и туристичка полиција, како тела кои ќе функционираат какви што има по сите земји во Европа, кажа во интервјуто за Радио Слободна Европа директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Лјупчо Јаневски. Многу општини од земјава не знаат колкавав е уделот на туризмот во нивната локална економија. Затоа потребно е создавање на организации за менаџирање на дестинациите на локално ниво, бидејќи и локалниот економски развој може да придонесе за развојот на туристичката индустрија. Сивата економија во моментов јаде 40% од парите кои во државниот буџет влегуваат од туризмот на годишно ниво, кажа во интервју за Радио Слободна Европа директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Лјупчо Јаневски. Во овој момент нема можност да се измерат во целост букинзите на Booking, на Expedia, Airbnb, од прилика 40 до 45% е сивата зона во туризмот во Македонија. Ако имаме 530 милиони долари, според институциите на нашата земја, промет во туристичката угостителска индустрија, тогаш можете да замислите 40% колку губиме на црно, односно со колку проценти ние всушност ја оптеретуваме во овој момент легалната економија. На најниско ниво мора да се формираат организации за менаџирање на дестинации на локално ниво, рече Јаневски, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот да прерасне во национална организација, за да во наредните 2 до 3 години и стане збор за создавање на Министерство за туризам. Друг проблем е поврзаноста. Како еден турист да стигне до Македонија? Бескрајни рокови за изградба на патишта, спора железница се само дел од овој проблем. Директорот на агенцијата вели дека на овој проблем треба да гледаме како на предизвик. Ние сме тие кои што вршиме притисок врз другите министерства и се трудиме заедно со нив да ја покажеме сликата. Во овој момент имаме голем број на авиолинии, редовни, кои што сме поврзани, но тоа не е доволно, бидејќи тие или се со сезонски карактер, или патувањето и покрај тоа што е кратко е доста скапо. Потребна ни е железница, потребна ни е инфраструктура, потребно ни е во наредните 10 години да работиме на теми кои што ќе не поврзат многу повеќе. Многу тешко е да се промовира држава во која полесно стигнувате од соседството отколку да се патува во неа внатре, каже Лјупчо Јаневски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Перцепцијата кај народот е дека во нашава земја се казнуваат само оние немојкните, но по се изгледа се казнуваат и големите бизнисмени. По завршување на дневникот ќе можете премиерно да го погледнете документарниот филм Парадоксот на македонското судство, нарачан од господинот Благој Механџиски, основач на компанијата Зегин. Во продолжение, почитувани да ги погледнеме вестите од светот. Словенечката влада има намера да инвестира околу 7 милиарди евра во реконструкција по катастрофалните поплави кои ја погодија земјата пред речиси 1 месец, изјави во четвртокот премиерот Роберт Голоб во парламентот во Љубљана. Според досегашната проценка, штетата треба да изнесува 4,7 милиарди евра. Реновирањето нема да биде ограничено само на враќање во претходната состојба, туку целта ќе биде подобра заштита од идни природни непогоди. Сакаме да постигнеме поголема отпорност во случај на вакви настави,
изјави Голоб. ЕУ на Словенија и вети 400 милиони евра од солидарниот фонд, а покрај тоа земјата би можела да повлече повеќе пари од други фондови на ЕУ на кои има право за реконструкција. Здравствените власти во Париз за прв пат ги фумгираа областите на француската престолнина за да ги убијат тигарските комарци кои носат болести. Експертите веруваат дека климатските промени го поттикнале брзото ширење на овие инсекти низ Северна Европа. Патиштата беа затворени во југоисточниот дел на Париз вчера утро, а властите побараа од жителите да останат внатре бидејќи се прскаше со инсектицид на дрвја, тревници и други области каде се размножуваат комарците. Ваквите сцени се редовна појава во тропските градови и стануваат се почести во Европа, бидејќи тигрестиот комарец кој може да ги пренесе вирусите на денга, чукунјуга и зика се шират од родната Југоисточна Азија. Регионалната здравствена управа за главниот град Арс Ил-де-Франс рече дека целата област за дезинсекција била 150 метри околу домот на лице во 13-тиот округ на главниот град кој се заразило од денга, додека патувало за да се намали ризикот од понатамошно пренесување. Најмалку 74 лица е билансот на загинатите во пожарот во зградата кој избувна вчера во Јоханесбург, најголем град во Јужна Африка, покажуваат најновите информации на службите за итни случаи, а повеќе од 50 лица се повредени. Пожарот избувнал во раните утрински часови во 1 часот и 30 минути наутро, а властите соопштија дека се движеле низ зградата кат по кат барајќи преживеани и извлекувајќи јагленисани тела. Најмалку 12 деца има меѓу жртвите, соопштија градските власти на пресконференцијата. Од тогаш пожарот е изгаснат, а ова е четврта постара зграда зафатена од пожар во Јоханесбург во изминатите неколку месеци, објави локалната новинска агенција. Претходно во август негорниот кат од зграда во предградието Јеовил близу до централната деловна област исто така беше запален. Потрагата по подморницата Титан беше една од централните теми на светските медиуми неколку дена во јуни. Туристичкиот брод кој превезуваше 5 патници до понтонатиот брод Титаник изгуби контакт со површината, исчезна од радарите, а спасувачите започнаа трка со времето за да го спасат екипажот. Сега прв пат спасувачите кои ги пронајдоа остатоците од подморницата Титан на Ocean Gate изјавија за Sky News како се одвивала потрагата и го опишале моментот кога сватиле дека се изгубила сета надеж. Бродот исчезна на 18 јуни додека бил на обиколка на потонатиот брод Титаник на 3800 метри под површината на Атлантскиот океан. Цената на експедицијата била $250,000 по човека. Потрагата по знаци на живот траела 4 дена. Имало надеж дека по некој чудо трупот на подморницата е недопрен и дека тие внатре се уште се живи и чекаат помош, но кога тимот предводен од експерт за морски длабочини Джеси Дорен конечно ги добил резултатите, немале добри вести. На 500 метри од лакот на Титаник е пронајдено поле со отпад со делови од Титан. Подморницата претрпела катастрофална имплозија, односно силен колапс, навнатре заклучиле американските власти. Сите 5 лица во бродот биле убиени веднаш. Поминале речиси 3 месеци од катастрофата, но се уште има отворени прашања што се случило и зошто. Истрагата на Канадскиот одбор за безбедност на транспортот продолжува, а на истрагата нема да доведе во прашање вината или одговорноста, кривичната или граѓанската, туку се води со надеж дека вакво нешто никогаш повеќе нема да се повтори. Почитувани гледачи, го завршуваме дневникот на ТВМ телевизија. Ви благодариме на вниманието.